Почитувани добровечер. Од вечерва па секој понеделник во 20 часот нашата телевизија ќе реализира емисијата Став, во која ги гостуваат луѓе кои што ја креираат локалната политика и општественото живење во градот. Овој серијал го започнуваме со првиот човек на општината, господинот Зоран Дамјановски. Господине Дамјановски, добровечер, добро дојдовте. Благодарам за одвоеното време денеска да бидете дел од нашата прва емисија. Добро вечер и поздрав до гледачите на ТВ Плюс. Пријатно сум изненаден од амбиентот кој ме затекна денеска во вашето студио први. Честитки за вашата упорност. Мора да истекнам дека во неколку месеци назад како зрачите на медиумскиот простор имам чувство дека успевате да се етаблирате мимо сите предпоставки како медиум кој ќе дава една реална слика за градот, пред се сте локален медиум. И затоа и поред мојата здравствена состојба денеска сум под една вироза, бев во прашање дали опште ќе учествувам денеска работниот процес, меѓутоа не може да одолеам на искушението да бидам прв гост на дебатите емисии кои вечер започнуваат. Благодарам за поканата и ќе сум секогаш на располагање на сите телевизија, пред се на локалните, за сите актуелни теми во градот. Ви благодарам и јас на вас за пофалбите и се надевам дека ќе го оправдаме вашето очекување. Меѓутоа, господине Дамјановски, да почнеме со она што реално се случува во нашето секојдневие. Значи, во последниот период вие сте мета на напади на владеачката ВМРО-ДПМН. Прво бевте обвинети за непотизам и за нереализирање на проектите. Аналогно на тоа е и моето прво прашање. Постои ли непотизам во општинската администрација? Ако кажам дека не постои непотизам во нашето општество, ќе бидам крайно лицемерен. Меѓутоа, оно што денеска се случува на медиумската сцена во Македонија, која е окупирана медиумска сцена од трубите на власта, тоа е познато, сите национални концесии под силно нивно влијание, крайно некоректно е да се излегува со такви импровизирани ставови и предпоставки и невистини, бидејќи беше наброена една плејада на луѓе на националните медиуми, без проверка на сите аргументи и факти. Пазите, сега имаме на една страна фамилија која владее узурпаторски во Република Македонија, почнувајќи од кумови, кумашинци, шураци, бажанаци, на највисоки позиции во државата. Почнувајќи од министарства, државни безбедности, царини и се она што, значи, буџет на Република Македонија троши на огромни народни пари. На конто тоа бев изложен на една провокација за она дека во моето 10,5 годишно владење, јас сум во третиот мандат, ја трошам втората половина почнав. Значи, наброја сие сетна имиња, презимиња, кои немаат никаква врска прво со моја фамилијарна врска, друго, многу од тие луѓе што ги наброја се запослени во јавните предпријатија или локалната администрација од 15-20 години назад, кога јас не сум бил ни П од политика. Тоест не сум учествувал во политичкиот живот, а не да бидам некој активен политичар кој креира некоја локална политика. И од тој аспект сакам да го изразам моето незадоволство и еден револт, да искажам, за тоа лицемерие. Со каков образ луѓето од општинскиот комитет излегува прво, ја инициираат таа тема, за да медиумските труби потоа го реплицираат и мултиреплицираат во националниот медиум, со што дават една катастрофално лоша слика за она што е Кубаново и како работи локалната самоуправа, бидејќи таму се споменува некои имиња кои нема никаква врска родбинска со мене, се запослени по некои конкурси, по некои, јас не негирам дека определени луѓе се запослени по силни партиски влијанија. Тоа се припадници на коалицијскиот блок, тоа се припадници на доминантна партија во која креира политика Социјалдемократскиот сојуз, малите политички партии по рамковиот договор, представниците од албанскиот политички блок, исто така, и на тој начин гледаме да запазиме структурата и еквилибриум во политичкиот соживот во Куманово. Јас одговорно кажувам дека во моето владење имам еден братучет кој е запослен пред 7 години на место со средно училиште на платувач на Зелен пазар. Тоа ми е братучет кој
по некоја основа се јавил на конкурсот и нормално влијанието дека е во некаква родбинска врска со мене, значи братучинска веза, е запозна како наплатувач. Сите други имиња што спомнати немаат никаква врска, почнувајќи од братучетки, не знам, снашки кои работат по 20 години назад, кои добиле некакви статуси во општеството и кои немале врска со мене кога јас не сум ни бил во политиката. А да не зборуваме за некои имиња од моето блиско окружување, така да, како пример, председателот на партијата Марти Костов и неговата сопруга, мајката, работи 22 години во водовод и ја стават како непотизам. За треба таа кога ќе дојде председател на партија да даде отказ. Или неговата жена која е магистар по правни науки да нема некакво работно место во нашето општество. Бидејќи била девојка, у тој период кога е запослена, имала своја образовна кариера, завршила регуларен образовен процес и тоа е нешто за кое овој момент кога нема што да покажат, бидејќи се фатили комплетно на дело, уперат прст во нешто за кое они имат силно алиби за кое треба да одговорат пред македонската јавност. Како што кажам, во сферата на централната власт. Кога ги спомнавте партиските вработувања, морам да ги споменам тука дека покрај опозицијата многу забелешки за вработувањето имаат и членови на СДСМ. Така да се зборува дека една иста група на луѓе, сороднини, пријатели, постојано се вработуваат од едни исти семејства. Родител, деца, кумови, сватови и не знам. Значи дека нешто сепак има тука, не е толку чисто како што вие тврдите. Јас не кажав дека непотизмот е стран процес на ова локална самоуправа и дека се амнестираме од таа работа. Така. Во изминатите 10 години имаме направено над 300 вработувања во општествената сфера во локалната администрација. Од тие 300 вработувања, над 300 зборам, 150 се во образованието, бидејќи тука имаме најширок број на персонал, бидејќи над 2000 луѓе работат што техничка, што наставен кадар е над 1650, 1700 и негде 250 до 300 се помошен персонал. И сега замислите у тај процес од 10 години некои се ради пензионирање, ради напуштање на државата и на таа позиција имаме запослено над 150 до 60 луѓе во образовниот процес и негде околу 150 луѓе се запослени во локалната администрација и во јавните предпријатија како јавни службеници. Од тие 150 луѓе, 70 се работници во соопшти карактеристики, значи во чистоќа, во водовод и така натаму. Имаме негде запослено 2-30 луѓе во локалната администрација за 10 години зборувам, за 10 години. Повторувам, значи ние сме општина што имаме најмал број на државни службеници. Значи имаме негде 152 или 153 државни службеници, а кога ја преземам локалната самоуправа имаме околу 120 тина вклучени во тој процес. Сега кажете ми. Значи сакам да истакнам дека нешто што по стимулација треба да имаме 247-250, така негде отприлike зборувам, точните бројки ќе знаете дека имате извештаите од Советот се усвои систематизацијата, која ова година понова треба да има намалување ради закон кој иде во прилог да се намалува број на вработени во јавна администрација и на тој начин со намалување постојано на скратување на тие места во систематизацијата ќе се намали и активен број на државни службеници. Така да, точно е дека има ова бројка е бројка која е еклатантна. Во таа бројка има некои членови од Социјал-демократскиот сојуз, има од НСДП, има од ЛДП, има од ВМРО Народна, има 3-4 луѓе од ВМРО Народна, има над 25 луѓе запослени од ДУИ, РДК и овие наши коалициски партии од доласкиот политички блок, бидејќи се они меша и менјаа во изминатиот период. Едно време и ДПА беше краток сојузник. Така да, таа бројка е резултат на некакви влијанија политички во Советот. И јас одговорно тврдам дека во тој принцип дали од една фамилија ќе има еден или два, немам моје активно влијание. Многу често има влијание од сите структури кои... Конкретно да ве прашам, да. Кој одлучува при вработување во општината?
Кадровската комисија или партијата? Па види, кадровска комисија е некакво тело кое е неформално тело. Меѓутоа ја има таа задача да... Не, она ствара некој драв верзија на листа. И таа драв верзија на листа се поставува како можно вработување. Има луѓе кои не може да положат испит за државен службеник, они испаѓаат. Имаме случаи неколку луѓе испаднаа. Значи, има филтри во тој процес на вработување, така да во изминатиот период имаше случаи каде немаме можни кандидати од некакви профили кои се ни потребни, а ги немаме како потенцијал. Сте побарали ли од бирото за вработување? Тогаш добиваме луѓе кои се од други политички опции. Ја често пати сум Но мора ли да се од политичка опција? Не, нема. Затоа што да прават оние кои што не се во партија? Не зборувам за политичка опција. Туку? Многу пати сум изложен на тоа дека еве, овие се од ВМРО, овие се од ДУИ, ти си граначник на ДУИ. Многу пати сум изложен на унакрсни критики во таа насока. Запослувам луѓе кои се со стручна профилација. Тоа се често градежни инженери, архитекти, луѓе кои се многу битни за реализирање на развојната програма и за секторот за урбанизам и комунални дејности. Без тие луѓе ние не може да функционираме. Сега, некои луѓе во однос на општи работи, како што се јавните предпријатија, кои се возачи, некои техничка служба во општината, може да има влијание пресудно со припадност. Иначе, во стручната профилација, политичката структура не е предоминантна, бидејќи тука имаме потреба од адекватни луѓе на адекватно место. Еве кажа пример за неколку сектори. Добро, кажете ми вие, задоволни ли сте од вашата администрација? Сметате ли дека таа е ефикасна и професионална? Ја не сум презадоволен од администрацијата, меѓутоа мора да истакнам дека во услови во кои работим, во амбиентот во кој креираме развојната политика и ги креираме процесите на децентрализацијата, ова администрација е во некое ниво, кога би кажал дека средна midline, од позиција што ако погледате ние просторно не сме во адекватен амбиент за да креираме еден локална услуга на завидно ниво. Значи тоа вие кој ќе влезете во самата општина, на вас ви е јасно. Еве, 6-та година поред барам изградба на нова локална администрација, знаете, локацијата е Чоробенско ќоше, знаете дека имаме изготвено проект, имаме идеен проект пред 5 години, добиено награда, врз основа на тоа имаме изработено 2-3 години изведбен проект, земјиштето е на РМ, корисник е под општина да ни го дадат во целосно наша надлежност, менаџирање, не добиваме одговор, бидејќи имаме узурпираност од приватни поседи со процес на денационализација, односно обратните процеси едно време е национализирани, па ренационализирани и имаме некаде 300-400 квадрати од приватен посед кој не може да ја формираме парцелата и имаме некое тесно грло за да креираме една локална. И немаме амбиент за таква една работа. Далеко од тоа дека сите луѓе подеднакво професионално работат на таа работа, меѓутоа мора да истакнам дека неколку сектори во општината на кој е најголемата тежина, тоа е секторот за урбани и комунални дејности кој е најоптеретен, секторот за финансии кој изваредно си ја врши работата, ревизорски оддел кој еве ние сме постојано под ревизии и на некој начин покажува завидни резултати. Значи, оноа што јас успевав и поред силни притисоци на централната власт да докаже коруптивност и криминогенно делување на оваа локална самоуправа, благодарение на исполнување на своите задачи на сите овие сектори што ви ги спомнам. Значи, почнувајќи од секторот за финансија, кој ги спроведува набавките, секторот за комунални урбани дејности, кој ги спроведува проектите, секторот за ревизија, која врши ревизија и дава правец во тоа кои процеси може да одат, кои процеси не може да одат, ние сме во состојба да се одбраниме од силните напади и атаци кои ги врши, почнувајќи од ревизиите, од инспекцијата на МВР, од обвинителства. Ние сме обсипани со силни притисоци, се со цел да се покаже прстна во општина. Значи, ако нема таква локална администрација,
за овие 10 години. Јас не бев толку веш човек за да можам сите овие работи единачно да ги менаџирам. Замислите, тоа е еден голем кампус на служби. Значи имаме сектори кои, ја ги кажам, само витални сектори. Тоа е локалниот економски развој, кој има своји програми. Тоа е сектор за правни општи работи, сектор за образование, кој што е габаритен сектор, сектор за социјала, противпожарната единица која е посебно издвоен сектор. Значи имаме низа на сектори кои треба да вршат услуги. Тоа е неспорно дека имате квалитетни луѓе кои ја вршат работата. Меѓутоа се има чувство дека има еден дел од луѓе кои се вработени таму само колку да се водат како вработени, а дел од нив јавноста вели дека имаат и приватни бизниси кои ги тераат во текот на работното време. Тоа е некаква перцепција која неколку пати ми е ставена како сознание. Јас се обидов да ги санкционирам сите тие непринципиелни однесувања на определени луѓе, некои се и казнети. Така. Така да и такви работи кои се во домен на приватност. Јас не можам да ги контролирам од позиција на градоначелник. Значи они има задача да бидат на работа. Воведовме евиденција двојна. Значи да се подпишуваат на секој излегување. Електронската евиденција нешто не ни функционираше. Сега порачуваме нова електронска евиденција. Се со цел да присутноста во работното време биде максимална. Знам дека кај нашиот народ една од основните психолошки профили е да се направи некоја дешавка, да се нешто забуши, да се негде излезе. Тоа е нешто кое е во менталитетот. И јас тоа не можам да кажам дека не постои во локалната самоуправа. Меѓутоа, многу е тешко да го тоа ставиш под една контрола. Значи, демократијата е процес кој треба да ферментира, да ги доведеме во една позиција да размислуваат. Проведени се неколку казни према определени, што вербални, што материјални. Имаме казнети неколку со плата, со проценти од плата, имаме и некои суспендирани службеници. Знам дека надвршната перцепција не е таква. Знам дека многу луѓе дојдат и барат брза реализација на нивните потреби. Меѓутоа, многу пати и самите граѓани оноа што го барат од нас не е усогласено со законите и прописите кои владеат во определени области. Така да незадоволството произлегува помеѓу диспропорцијата измеѓу нивните потреби кои многу често се нелегитимни, односно не се усагласени со законската регулатива. Дали се тоа легализација на диво изградени објекти, дали е тоа некои социјални подршки, дали е тоа урбанизација, па применување на висина, габарити, инспекцијска градежната инспекција, заборави да ја кажам како е еден од главните столбови како сектор. И тука имаме многу често диспропорција. На едниот комшија му е битно да му се сруши куќа на комшијата, а другиот му е битно да обстане. И сега релацијата до каде може да се оди, каде законот треба да пресуди, многу често тоа се работи за некои меѓу соседски, меѓу фамилијарни, и тие конфликти многу често во јавноста добиваат некои други димензии. Само како податок. Кубаново, кога се донесе лек специјали закон за легализација, донесе 19.000 пријави за легализација на диво изградени објекти. Сега замислите... Од кај беше најголем дел од тие барања? Па, тоа е една дисперзија на сите погранични, приградски населби. Почнувајќи од Черкезе, Диван населба, Пуковско, Ајдучка чешма, населба Карпуш, Перочичо, значи нема, па зборуваме и за градско подрачје, значи 19.000. Ако ние имаме 27-8.000 стабилни единици, тоа е по број на мерни инструменти од ЕВН, јасно е дека више од 2/3 од населението имаат потреба од диво изградени објекти легализација. Значи самиот тој чин. До каде дојде со тој процес? Колку решивте од тие? Па за разлика од Ставриевски или на Киевски, кој на секои 100 издадени решенија идеат по куќи и се слика на телевизија, Куманово сега реши 6.000 решенија за дивогради. И многу често моите сопратници викаат, да, треба да идеме по куќи со камери на луѓето директно да го носиме. Тоа е една од популистичките работи. Овој закон кој
важи за сите граѓани и тоа е нешто должност локалната администрација треба да го направи. Дали се тоа работи за партиски и непартиски луѓе, не е битно. Законот пропишува процедура за легализација на диво изградени И објекти. треба за сите да И е тоа процедура мора да ја спазиме. Многу често имаме узурпација од еден имот во друг, каде е отежната таа работа. Многу често имаме генерален урбанистички план каде има од прва категорија, значи булевари кои дефинитивно ја компрометираат сообраќајната студија и сообраќајната можна една елаборација за нови сообраќајни решенија во новиот ГУП. Значи тоа се еден закон кој е нелогичен закон, популистички донесен и не стави во една конфузија каде замислите треба сите овие 19.000 да добијат епилог. Значи се работи за еден страшен процес. Затоа сакам да ви кажам дека затоа јавното мислење многу често е незадоволно од социјалниот дел. Видите, јас имам чувство како некој социјален работник. Првите 2 дена во неделата, 80% од времето ми е во примање на странки, во однос на социјалните проблеми, вработувањата, бидејќи на некој начин, што е парадоксално, значи, тоа што не е можно, а е вистиното, тоа е парадоксот, нели? Така. Да локалната самоуправа началникот биде главна поента каде сите проблеми на социјалната треба да се решат, за запослување, за социјални трансфери, за поддршка на фамилии кои не може да платат струја или било што ќе се организираат и ќе дојдат во општината. Тоа е нешто лимитирано, ние знаете, не пратите социјалните трансфери нас се многу екстензивни. Значи даваме над 24-5 милиона на социјални трансфери ставки, поддршка на приматели социјална помош, на стечајци, лица со посебни потреби, значи еднократни поддршки. Колку ја чини тоа општината? Кажа 24 милиони е еден габарит во таа сфера. И сега замислите, многу често сум изложен не на жестока кампања, дали треба да дадеме приоритет на општиот граѓански интерес, а тоа е инфраструктурата, спортските терени, училиштата, градинките, или треба паралелно с тоа да ја водиме социјалната, културната, спортската програма. А ние сме општина која е, како што знаете од многу пати до сега што сум давал интервјуа, под лимитирана финансиска. Ќе зборуваме за тоа малку подоцна. Сега кога спомнавте за легализацијата и за нелегалните објекти, една од тоа беше у склоп на ефикасност на локалната администрација. Пазите, ние имаме 6000 решенија. Вие знаете, 6000 решенија до сега направени, околу 6000 решенија за или во процес или завршени. Така. Токму за тоа сакав и да ве прашам. Еден од процесот на легализација предвидува и легализирање на објектите што се во коритото на реката Липковка ми се чини, таму каде што во ја имавме последната поплава. Токму тие куќи се во речното корито узурпирање тој простор и сите поплави и сите тие немили настани се случуваат се на адреса на локалната самоуправа. Не, тоа е на адреса на локалната самоуправа од Владимир Пешевски, бидејќи дојде 15 минути се сликаше, покажа со прст и си отиде. А проблемот останува отворен. Значи, тоа е унивен стил, 10 години тоа така го прават, вешто, бидејќи го имат можноста да тоа го презентира така. Значи, кажам да не се повторувам, националните труби, националните медиуми ги дават широка можност. И сега, како безобразлук е тоа? Пазите, дојде во Куманово немаше попла, бидејќи речното корито беше чистено. Имаше изливање на суводолини вади кои доаѓа од Режановски атар и од автопатот. Нешто што е пресечено со запушени канари поред автопатот и така натаму. Имам изливање на тој дел кај се вика Бавчи и дојда и покажа со прв себе неспособен градоначалник, не знам, кажа пратеникот и вице-премиерот и си отиде. Во исто време пола Охрид беше у вода, тоа е Божја работа. Тоа е Господ. Тоа е природа непогода. А во Куманово 50 куќи беа поплавили, Зоран Дамјановски лека Виси Педро. Значи видите, тоа е една крајно безобразна популистичка политика. Народот го примети ова. Лоповите излегува на виделина, целата европска јавност се чуди што се случува во Република Македонија, сега доаѓа
и покажува една таква работа. Сметам дека крајно неморално. Место да кажат да, ние ова година вложуваме во чистење речни корита, регулација, толку и толку средства. Општината своји пари ова година даде 3 милиони денари за да ги изчисти узурпираните и контаминирани речни корита. Вие знаете каква е таа работа направена, но пративте тој процес. До каде е сочистењето при крај? Завршена е 70% работа. Ќе продолжиме уште низводно до излезот таму, бидејќи таму има узурпираност на стадионот Башкими, на нова диво изградена населба Бавчи. Сега таму има огромен број на куќи. Имаме сериозен проблем. Ке бидат ли тие легализирани сега со ова? Па видите, на него правото му го дозволува да со одлука на Совет за новиот генерален план ќе се обврзе општината да ги најде решение тие куќи да бидат легализирани, а речно корито да се измести во хидравлични профил таму кај што може да биде. Има ли простор каде може да се измести бидејќи таму е густо населено? Тоа е една многу населено? тешка операција која во наредниот период ќе биде тема на заеднички состанок помеѓу Министерството за екологија, Министерството за транспорт и врски, ЈП Водовод и општинската администрација на сектор за урбани и комунални дејности, за да биде тука генералниот план е многу дециден. Тука треба од 2001-2002 ево во функција, негде донесен 2004, не знам, 2003-2004. Речното корито е на другата страна од тоа кај што тече сега. И тука затоа беше проблемот што мостот не постои река таму за да ти креираш мост. Да. Така да тоа се едни отворени прашања. Едно тешки прашања кои треба да биде во согласност со генералната политика на локалната самоуправа, финансиските средства, а пред се и расположение на народот кој треба да ги прифати овие одлуки. Бидејќи таму треба сега кога преместиме реката од оваа страна, што е, тука имаме еден голем број на домови, некои ќе бидат урнати, не, али тоа треба огромни средства се да Така, има ли општината потенцијал не тоа може да го тоа да го реши направи, тоа е една работа. Втора работа, тогаш ќе имаме многу високи подземни води на таа страна. И тука ќе имаме нов проблем. Така да, во секој случај, една урбана експанзија од пред 30-20 години назад донесе, а законот кој само од нивни причини брзо плетот донесен и ставен у употреба, да биде, сега имате нов измена на закон за легализација каде дава право и речни корита да се легализираат и на аутопати со одлуки дека во некој период ќе се најдат сообраќајни решенија и така натаму. Значи, законот нема логика, законот е вон логичните решенија кои носат далекосежни последици на крајна урбанизација, која некогаш у некое време ќе мора да доживее форма на урбано и цивилизатско живење. Градоначалниче, одговоривме на мал дел на прашања, веќе одржијата кажува дека сме на пола од нашето време предвидено за овој разговор, па ве молам во иднина да одговорите да бидат пократки, за да можеме да офатиме се она што е предвидено. Или да ми дадете повеќе простор, 2 сати емисија. Во секој случај. Имате две можности, значи или да бидам краток, лаконски одговори да давам, значи можеби ќе бидам разбран, можеби не. Бидејќи мора да ги обработиме проблемите. Некои одговори, ако не му дадаш димензија онака како што треба да биде објаснен пред народот, добиваат некои други тумачења. Само се плашам да не бидеме досадни. После 60 минути, можеби не сака никој да не гледа. Вака, да ја отвориме... Ако може премиерот 4 сата кај јади буреки кај Миненко да седи и луѓето гледаат зошто мене, па ја не сум толку ружен, може сега да ме гледат. Ајде да отвориме темата за јавните предпријатија. Што покажа 6-месечните извештаи? Работат ли тие рентабилно или се натоварна општината? Па покрај сите проблеми финансиски што ги имате, морате да мислите и на нив. Прашањето е многу добро. Јас кажам дека пред емисијата ја немам табу тема. Значи сите прашања за јавноста се отворени. Така. Јавните предпријатија нигде во Македонија не се рентабилни, така и кумановските не се рентабилни. Особено нашите не се рентабилни од многу причини. Една од нив е веројатно превработеноста. Не, една од нив е превработеноста е втората причина,
бидејќи јавно предпријатие војно кој не е лоша кондиција, нема зголемено ни за 40 луѓе повеќе во изминатиот период, а направи голема дупка, само една единствена причина. Едно брутално малтретирање на граѓаните на Куманово, индиректно, а директно на самото јавно предпријатие, поради тоа што овакво судство какво што е, како што гледаме Сваровски судство, ни дозволи да ние во изминатиот период бидеме блокирани со над 1,5 милион евра од јавно предпријатие водостопанство за вода, сирова вода која добиваме од таму, од нив, значи тоа е Липковската брана, и плаќаме цена кој никој во Македонија не плаќа, двојно, тројно и петоструко поскапо. Зошто е тоа така, знаат само тие што му дозволени на тој така да се понеша. И сега, во една таква состојба, каде тројица луѓе, земат си за право да пуштат вентил, да отварат вентил, да од 2,2 денари ја стават на 6,8 денари, да добиеме, значи види, имаме некој празен простор во законот, бидејќи не се законите секојдневно како сакаме, така ги правиме, еднашка овака ги вртиме, еднашка така. Овдека законот му дозволил управниот одбор да си става цена. Ние како партиципенти не викаат, си донесуваат одлука на цена на управен одбор и шибат луѓето. Судот си по аналогија штанца, блокади и ние сме у недача невидено. Ке го решили овој проблем? Па еве, само пример да ви кажам. Скопје има 0 денара сировија вода. Добра друга приказка била. Прилеп, која носи 30 км од Студенчица, има 1,8 денари. Кичево има 0,8 денари. Ние плаќаме 6,8 и се блокираме за тоа. Згоре на тоа имаме прочистителна станица за отпадни води кој прави 1 милион евра годишно трошок. И не добива никаква помош. На оваква наплата како може да функционира тоа јавно предпријатие. И сега сите овие викат менаџерите биле овака. Не, овдека е долгата рака на политиката. Што би кажал Ставлевски, лавот и лавицата. Ние ги ставија канџите и тука 8-9 години ние не може да мрднеме. Иста е состојбата и со јавното предпријатие Чистота и зелено. Таму ни ставија канџите за ДДВ на фактурирано на платено смет. Значи, пазите, во земјоделие има отпад од крава, отпад е 5%, значи џубрето... Арско џубре ли така да се да, не е битно, а џубрето од човекот имаше 18%. И јас 3 години се борев да ова ДДВ-то на смет биде 5%. Тогаш рок на 40-50 милиони. Тоа предпријатие отиде во една лоша кондиција. И сега, како очекувате, ова се две круцијални предпријатија. Другите се со помални димензии, не се во ранлива категорија. Кубаново газ е фирма во инвестиции. Он има формирано мрежа која утре да проценката на инвестиција е на 3 милиони евра. Значи предпријатие која успеала да создаве нова вредност на општината. Така да, јас ви кажувам само на овие две позиции. И пазите, ние не може да најдеме заеднички јазик, не може да дојдеме до ситуација да кажеме не, у оваа фаза ние ќе имаме бенефитна зелена енергија за да прочистуваме отпадната вода. Океј, значи тоа што правиме струја, треба да добиеме како секој во светот некоја грин тарифа. Тоа не ни го дозволат. Ајде, таков закон бил. Не може да плаќаме најскупа вода да прочистуваме. Пазите, ние имаме еден парадокс. Добиваме вода од Липково трета категорија, а ја пуштаме во река Пчиња прва категорија. Сега више не може да ја пуштаме бидејќи нема доволно сировини, нема доволно хемикали, нема доволно резервни делови и имаме проблем. Сега ме обвинуваат за помор на рибите. После сето тоа. Паради тоа што имаше испад на електрична енергија, тогаш не работеше ова пумпите не работа, беше изливање во реката и сега генералниот директор го малтретираат, има пријави 5-6 меѓу кои мислам дека имаше и кривична пријава за нешто такво. Значи, видите, доаѓаме една ситуација каде живееме во еден нереален, виртуален свет. Еден свет за нив, еден свет за тие што не ги подржуваат. И затоа ги имаме овие проблеми. Ако имаме реален свет, во кој ќе ги поставиме условите на игра, како за Скопје, не може Скопје да има водовод, да има зграда од 6 милиони евра да гради, да му дава пари од разни страни. Не може на Скопје, на градоначалникот на град Скопје, да му се даде 50-70 милиони евра на годишно ниво за да го решава град Скопје,
А кај нас за 10 години нема ни еден феник инвестиции. Тоа е нешто за кое многу често е топ тема на сите меѓународни дискусии, односно на сите состаноци каде учествувам. Дали со меѓународна заедница, дали како ЗЕЛС, дали како регион. Најавата за формирање на комисија која што ќе работи на унифицирана цена помеѓу водостопанските предпријатија или формирање на државно водостопанско предпријатие, ќе реши ли оваа состојба да се надмине тоа што ние плаќаме, односно јавното предпријатие Водовод купува најскапа вода? Ке има ли, тоа беше колку се сеќавам ваша иницијатива со години наназад да се направи? Да, регулаторна комисија која ќе регулира цени. Тоа ќе ги реши униформира цената на сирова вода како опште добро в Република Македонија. Меѓутоа, тоа нема да го реши проблемот со статусот на предпријатието. Ние, за информација на гледачите, имаме 25 денари цена на кубни метар вода. На тоа имаме плюс цена на отпадни води, 7,5 дени, па имаме канализација, па имаме атмосферска и доваѓаме ние до 45-6 денара кубни метар вода. Значи, вода како чиста вода за употреба, ја имам 25 денари. И пазите, ако имам 6,8 денари цена на вода, на тој има 50% губиток. И на тоа имаме 50% наплата, на наш сировата вода не кошта не 6,8, 22 денари. И замислите, треба 180 км цевова да одржаваш, да ја филтрираш, да стипца, хемикали, луѓето што ја одржуваат тој систем за 3 денари, а водостопанство на нас ни зима 21 денара по сите овие параметри збирно кои ставиме. Значи, регулирањето на целиот проблем е во тоа што треба да се направи нова стратегија. Или да има субвенционирање на цената од општинските буџети или шумските средства, бидејќи со 25 денари на 6,8 да дадат 0 цена на вода. Бидејќи, јас кажам, 1,5 милиони евра ние имаме што судски пресуди, што водостопанство ликвидација, блокада на тоа јавно предпријатие. Тоа јавно предпријатие, за да исплати тие пари, му треба 10 години. Така. Кога сме кај јавните предпријатија, каква е состојбата во Куманово паркинг? Некако ми се чини дека и тие кубурат. Сами сме свесни дека нашите граѓани избегаваат да паркираат таму каде што се плаќа. Затоа ни се узурпирани сите споредни улички и тротоари, па граѓаните немаат каде да се движат. Но сметате ли дека со намалување на цената на паркингот ќе се подобри финансиската состојба? Некако, како се сеќавам, тоа беше едно од вашите изборни ветувања, дека ќе ја намалите цената на паркингот. Па ја начелно дадов согласност да се намали, бидејќи требаше да седем 2,2 денари да биде, од 20 денари уствари, од сад. Видите, ние имаме 480 паркинг места во градот. Имаме 36.000 вози. И 20 до 25% е исполнетост на капацитет во однос на зазимање на активни часови на паркирање. Сега јасно ви зашто зборувам. Во една таква слика, генерална, дали е можно да направиш рентабилно паркиралиште. Имаш иницијатива јавно-приватно партнерство, имаш иницијатива втор круг. Катна гаража, што беше со тој проект? Катна гаража уште е активна, значи пред тука идејата пред Дом на култура, нешто као катна гаража и тука позади пошта една катна гаража да има. Тоа во ваша надлежност се нема некој да го стопира и тој процес? Не, тоа треба да го донесеме во урбанички план, да ни го дадат земјиштето и да ја градиме. И сега таму треба да водиш, не знам, минимум 1,5 милиони евра. И ќе дојдеш во ситуација да имаш наплата како што гледаме скопските катни гаражи кои имаат 6-7, не знам колку, кои немаат ни исполнетост на капацитет ни 20%, не знам. Кажува дека работат со многу мали капацитети. Така да тоа е една потреба голема, меѓутоа тоа е маса две оштици. За почитување на комунален ред треба економско стабилно друштво. Треба осамостоен финансиски граѓанин, економски и ослободен граѓанин. Не можеш во едно друштво во кое простна плата, знаеме која е минимална, а 80% кумановци земат минимална плата,
ако е тамо 10.000 денари, се тепат за 600 денари да ја качат на парламент. Не ли ги е срам да зборува за таква работа? Значи, во едно такво општество не можеш да очекуваш да комуналните давачки бидат приоритетен на семејство. Така, затоа имаме многу ниска стратификација на наплата на комуналните давачки. Погледнете, имаме 50% вода, 50%. Има зони во Куманово каде имаме 10%, 15% наплата на струја. Што да зборуваме ако струјата има механизми да ја контролира? Што да збориме за вода, за ѓубриво или па за паркинг? Значи тоа не е можно да биде во една кондиција. Зборуваме за едни процеси кои се паралелни. Значи мораш да имаш едно стабилно економско општество, еден прогрес, за да можеш граѓанинот да го оптеретиш со давачките кои се основа за едно комунално живење, односно за едно цивилизирано живење, меѓутоа не се приоритетни во обстанок на фамилијата. Така. Дали социјалниот аспект е и причина поради тоа што не се воведува ред во такси службата? Односно, легалните таксисти се жалат дека лебот им го зимаат нелегалните кои што возат на диво во градот и по поевтина цена ги собираат патниците и пред автопревозниците и пред самите таксисти. Тие тврдат дека овој проблем е во рацете на општината која што треба во соработка со полицијата да го реши. Убаво кажете, во соработка со полицијата. Сега, тие два процеса не може нашиот сообраќајни инспектор, имаме два, кои целиот град треба да ги контролира, заради тоа што сега, особено со бегалската криза, тие транспорти се интензивира и бидеа доходовни. И сега во ова состојба многу тешко да креираш некоја дисциплина. По се обидоме на многу начини. Дадоме казни, мандат, имате одземени возила и така натаму. Тој процес е одраз на адекватната економска ситуација, кој што кажам. Луѓето нема могуćност ни да го прифарбат аутото, ни да земат таксиметри, ни да може да се регистрираат. Колку регистрирани таксисти има во општината? Нели имаше едно време дека требаше да се регистрираат? Па ја не знам сега бројка која, мислам дека на 400 има активни такси. А на терен сигурно има двојно повеќе. Па не верувам да има двојно повеќе, али има. Има и со минибуси, со мали комбиња возат и така натаму и така. Има многу казни добеживање на луѓето, но пак види, тоа е изазовот кој луѓето сама не мора да најде некаква екзистенција. Има голем број на невработеност во Куманово. Сите бројки се имагинарни. Имаме големи економски миграции во еден правец или во друг правец. Така да бројките однос на тие кои активно земат учество во реалниот сектор, зборам, не само јавниот сектор, во реалниот сектор, тоа е основата за еден прогрес. Бидејќи ние у јавниот сектор се храниме од реалниот сектор. Да. Еве, кога последен пат имало некое посериозно вработување, некоја поголема инвестиција во Куманово? Сигурно и вие не се сеќавате исто како... Па сега, која гледате изборната програма во Морија, дека ќе прават економска зона во Куманово. Значи, 11 години не направија, сега ќе си одат од политичката сцена, сега ќе прават во Куманово. Да, докаде е во Речица? У Ранковце направија ова зона за 50 хектари, која има 1000-2000 активни луѓе, дали има? Нема инвеститори? Па таму требаше да додадат овие, мислам дека индиците за текстил, така беше нешто. Вијабол или како се вика таа некоја група. Така некако беше нешто. Меѓутоа без разлика, не може 120.000 општина и административен центар на Липково и на Старо Негочино, тоа 150.000 луѓе, да нема една економска перспектива. И тука се жестоко супростава. Прашањето за Речица и за касарната. Да. Што се случи таму? Ние имавме урбанизирана една површина, општината направи на 60 хектари, поделивме плацеви за од 6-7 квадрати до 13.000 квадратни метри, значи негде у просек, негде по 1 хектар на парцела за малина, незагадувачка индустрија, мало стопанство и така. Пред да ни го дадат на менеджирање, земеа 6-7 парцели продадува на нивни вработени во Министерството за транспорт и врски. Таму се стави бусија, што вика в Кумановци, и сега кој го да дојде, ми сме то купиле и тоа е. Два пати објавуваме тендер за менеджирање. Никој не се пријави? Едно е продадено до сега, од 2 тендери. Нас тендер не кошта, еден тендер на 7-8 милијади евра, бидејќи го објавувам по сите усули кои треба да биде од тие
процедури кои треба да ги направиме, проценки и така натаму, и на крај го продаваме за 6.000, 10.000 евра, а процедурата не кошта многу повеќе. Нула е комунари и така натаму. Во последното интервју што го правив со господинот пратеникот Зоран Георгиевски, меѓу другото рече кога стана збор за индустријската зона во селото Речица и зошто владата не помага, беше речено дека градоначалникот продава ливада и поради тоа никој не сака да се пријави. Имено прво треба да се изгради инфраструктура, патишта, вода, струја и се што е, па тогаш да им се понуди на инвеститорите да дојдат да инвестираат. Дали е тоа навистина така? Дали инвеститорите сакаат да биде се средено за да тие потоа не губат време во некои бирократски процедури? Ја не го кривам него, он е нов у политиката, толку нема осознаен процес у политиката, бидејќи претпоставам дека му пренесува мислење таму каде што ќе чуе во окружувањето. Бидејќи што вика ливада или значи што ме урбанизирано градежно неизградено земјиште не е ливада. Има процес да сформирано земјиште. Второ, ние имаме таму, кажев, 1 евро квадрат, 0 комунали. Сега пазите, дали граѓаните на Кубано ќе се сложат? 3 милиони евра кошта да се изгради инфраструктура, да се насе канализациона, водоводна мрежа, патна инфраструктура и електрификација. И сега 70% од приградските населби немаат решено инфраструктура, треба парите да ги однесам во, а ги немам. И прашање дали некој ќе се јави? Прашање контра на ова емисија што ми давате шанса, како може на Ван Хол да му се дадат 20-18 милиони поточно евра за да направи фабрика, ќе запусти 400, 500, 600 луѓе, не е битно. Значи има 20 милиона, има 10 години не плаќа доприноси, данок на добивка и така натаму. Значи само трансфер на пари низ Македонија поминуваат. А во 120.000 општина да немаме ни една десетина од тие пари да се вложи барем. Значи види, ова се економски зони за мали средни предпријатија. И сега се постава прашањето. Еве, едно реторичко прашање. Ако немам шанса да дебатирам, никогаш не дебатирала со мене на јавна сцена. Пак има можност, ние да предвидуваме видиме, дебати. ако даде Господ, ќе се видиме можда. Значи никогаш не сме дебатирале. Значи се постава следното прашање. Како можеме ние на 20 км на фирма која пропаѓа у Белгија да му даеме 20 милиони евра за да направи овдека погон и самиот газда кажа дека да не беше ова инвестиција, фирмата немаше да се спаси, а на 20 км од тука немаме ни една десетина од средства за 45 до 50 компании кои би биле по 50, 40, 70, 100 луѓе. Значи имаше маркици негде 47-8 поточно мали средни предпријатија. Значи имаше тука и трговски центар, имаме и ова како се вика хотел, така да таква е зоната предвидена со корелација со Министерството за транспорт и врски, таква димензија доби, бидејќи ние имаме соработка на таа релација со таа на крај мислење добиваме од нив, нели? Значи, еве сега ова е прашање што гледачите треба да кажат. Дали сакаме сега 3 милиони од буџетот, којето значи 2 години ништо да се гради од тип на канали и инфраструктура, колку што гледат луѓето, се мачим, невидно се мачиме ние, а пред се ја да створам таа идеја каде и што да чапнеме нешто. Ние треба сега да градиме таму, а они да градат ништо, а на конто во некои други региони државата од народските пари дава. Така, неодамна. Значи види, тоа е едно прашање за кое треба сам да си постави како локал патриот. Значи како човек избран од Кубаново. Он не е избран у Скопје за да ги штити интересите на Скопје, он треба да застане таму и да ги штити интересите за Куманово. Куманските граѓани треба да кажат дали е приоритет. Ако е приоритет таму, Зоран Дамјановски со чиста совест ќе инвестира парите таму. Меѓутоа, јас сакам за име на вистината на граѓаните да истакнам. Јас се наоѓам под задолжителна резерва. Кога ќе се исплатат основните трошкови на општината, мене ме се што ми остануваат измеѓу 7 и 9 милиони за регулирање на социјални трансфери, на културни трансфери,
за јавни предпријатија, бидејќи јавните предпријатија се тешно врзани со социјални трансфери, и од тие пари 120.000 општина да одржуваш би остануваат 2 до 3 милиони на месечно ниво денари. Замислите 120.000 општина да креираш развојна програма. А на конто тоа, сами знаеме, на 30 км до град Куманово, од 2010 или 2009 до 2014-2015, за 4 години, се потрошени 500 или 600 милиони евра за 1 квадратен километар. Каква е таа вистина? Многу често прашував. Ги прашував странците, амбасадорката од Германија, амбасадорот од Америка, амбасадорот од Франција, дали е можно во Берлин да се уложи 100 милиарди, а у Франкфурт, Минхен, Хамбург или некои од големите градови да немаш една дена инвестиција. Луѓето не ги јасно кој е тип на селективно. Ние во Македонија немаме фискална децентрализација, имаме централизирани буџетски средства и се страшно злоупотребува за пропагандистички цели и затоа градовите од опозицијата се во ваква кондиција и состојба во која сме ние како Куманово. Ја не тражам аливи интервју. Ја тоа што го знаев, го покажував на граѓаните, затоа и добив 3 избори. Граѓаните не себишно ми дадоа подршка. Ја за едните избори добив 27.000 гласа. Ја не ги делам граѓаните по ниједна основа. На сите ги пружам максимално оноа што може да го пружам. Многу често ми барат повеќе од тоа што треба, меѓутоа сакам да бидам со нив во сите добри, а и лоши моменти во кои го преживува градот Куманово во овој момент. Градоначалниче, факт е дека во последните години во Куманово се градат само стамбени згради. Се полни ли буџетот на општината од продадените парцели? Добивате ли вие дел од тие средства и од данокот на имот? Данокот имот е посебна ставка и тоа е 0,1% од вредност. Тоа го плаќа купувачот на имотот, претпоставам? Тоа го плаќа секој граѓанин во Куманово како ставка данок на имот кој го добивате годишно еднашка од измеѓу 1500-1800 денари, тоа е данок на имот. Така. А парцелите до сега се продаде 3 или 4 парцели за овие 3 години, толку има во Куманово државно земјиште. Се е продадено, узурпирано претходни некои постапки. Значи, продадени се 3 парцели за стамбени згради до сега од општина Куманово. Но сепак сведоци значи, сме 3 парцели се продадени. Вкупно за 3 години. Толку има во Куманово, да има 50 би продали. За разлика од таму каде имаме касарната во Битола се даде на општината, има продадено огромен број. Во Карпуш е дадено исто или на општината. На мене ми е дадена земена и така натаму. Познати се приказките. Не сакам да се враќам на таа тема. Значи, по таа основа, Куманово, значи, по таа основа, зависно од година, значи, кога ме прашувате за комуналии, приба измеѓу 70 милиони, некогаш повеќе, некогаш помалку. Да. Значи, тоа е една од главните ставки на приходна страна на буџетот. Да. Данок на промет на имот, тоа што ме прашавате, што сакате да ме прашате. Тоа не е данок. Данок на промет на имот. Едно време беше една од доминантни ставки. Меѓутоа, во последно време, ради економската состојба, се помалку има купопродажби и таа ставка е драстично намалена. Едно време беше доминантна ставка во приходна страна на буџетот. Буџетирањето на општините не се константни приходни величини, како што е државниот буџет, ДДВ, акциза, персонален данок. Ние примаме само 3,8 во вкупниот процент на собрани пари во Република Македонија. Тоа е доволно само да сервисираш, можеби да, а можеби не, зависно од габаритот, платниот фонд на вработените во општината. Значи, тоа е ставката за која се загрижи државата да не пропаднат општините. Ниједна друга ставка не е константа. Така. Меѓутоа, експанзијата на градењето, стручната јавност опоменува дека градот се обезличува. Речиси на секој ќоше се крева стамбен објект, без да има паркинг, парк и најосновните потреби за живење, за урбано живење на граѓаните кои се вселуваат во тие стамбени објекти. Има ли градежна мафија во Куманово? Постојано се употребува тој термин во секојдневното живење. За секој објект кој ќе почне, некако се вржува дека тоа е добиено на некој некаков начин, нелегален. Никој не го знае крајот и позадината на тоа, меѓутоа склони се да зборува дека и во Куманово има такво нешто. Или градежна мафија постои сегде, постои Куманово. Само да ви стегнам.
дека оваа лудило на политички систем во Република Македонија имаме промени на закони за градење, за урбано просторно планирање, значи во задните 7 години 10 пати. Како треба да се освои, узурпира некој простор, така се менјат. Може узеленило, не може узеленило. Може усвоја парцела, не може усвоја. Да не зборувам, да не ги враќам процесите. Тоа ќе да кажуваат процесите политички во Македонија што отпочнаа и ќе трајат многу години сега, за да се вратиме во еден нормален политички процес, што вика станце ресет на политичкиот систем. Имате ли вие влијание да реагирате? Сега слушате ме, значи видите, во изминатите 3-4 години имам 5 истраги во однос на издавање на дозволи. Ја одговорно тврдам пред куманската јавност. До сега немаме издадено ни една дозвола која не се вклопува во правилникот и процедурите на донесување на генералните детални устрои, генералните уште нема донесено, се во процедура, деталните урбански планови, лупа да едно време имаше, па снема урбански план за една парцела и така натаму и така натаму. Една хаварија од закони. И во таа едно време дозволува 8 кујни на индивидуално домање, па врати на 3 кујни. Како ги одговараше? Дебар мало, оваму, онаму, така правеа и разни правилници. Од таа позиција, јас одговорно тврдам пред куманската јавност. До сега не имаат контролирање на сваки 5 дена доаѓа да ни го инспектори само собирани документи. Сега ќе видите вие ќе ве затвориме ние да го фатиме тој градоначалникот. Јас одговорно тврдам дека не е издадено ни една дозвола. Видите сега. Кога велите Видите сега, значи ако ние не процесуираме процес на барателот на промена, ние се соочуваме со административни проблеми и казни. Значи, имаш парцела, потегнуваш промена и така натаму и така натаму. Доваѓаме во состојба да треба да ги решаваме тие проблеми. Некои ги спазуваат елементите, некои не спазуваат. Тие што не спазили елементите се изложени на големи ризици понатаму. Делбите на становите процес кој е во истрага, бидејќи правиле физички делби на индивидуални и така натаму, и тоа е некој процес кој се води. Како ќе иде, тоа не може да предуцирам. Оноа што се случува со надминати габарити, тоа е вина на градежната инспекција и за тоа она ќе сноси одговорност ако не санкционирал. Значи ние одговараме за висина, габарити и паркирање. Меѓутоа, во минатото, многу голем процент на донесените дупови идеа со паркирање ван градежна парцела. И тука се користеа тие вентили и се правиш. Сега, од пред неколку години, година, две, например, сега, тачно не може да ви цитирам, во градежната парцела, заедно заклучно со донесување дуп. Баде, постои такви можности да не биде во градежна парцела ако имаш обезбедено гаражни места во катна гаража или некои блиски паркинзи кои се ти на располагање, а ти е дозволено да биде затворени. Така да, тие работи се контролирани и тоа се драконски контролирани. Значи, ја ви кажувам, значи, една група на инспектори работат специјално за урбаниот мафијаш да го фатат. Јас одговорно тврдам, немам ни една дозвола издадено без правилник или детален урбанички план или урбаничка документација која одговара на тие места. Тоа што дозволија на клацкалици, со лифтови, тоа дозволија со промена на законите. Ние тоа не може ни да го отфрлиме, бидејќи такво мислење, значи крајната инстанца на процесот е мислењето во транспорт и врски. А иницијатор на законот е министерот за транспорт и врски. Ако велите дека има градежна мафија, има ли таа име и презиме? Јас не би амнестирал никого во овој град, дека сите се баш у милиметар се направили. Не сакам да одвојувам, бидејќи секој си е креатор, ковач на својата судбина. Тој што ќе земе дозвола и ќе работи. Ако работи по пропозиции, има шанси да легално и заврши процесот на предавање на објектот. Тој што ќе импровизира, се суочува со нижа потешкоти кои во текот на менаџирањето, на примопредавањето, на опишувањето ќе го следат. Затоа нема да отворам персонални проблеми на масата, бидејќи не е коректно. Ни сум истражител,
не сум обвинител, а често сум мета и на инспектори, и на МВР, кои жестоко се нафрлени на мене, на обвинителот, имам сериозна забелешка на коментарите на јавниот обвинител Куманов, кој на секој седенка апострофира према мене. А немам за 11 години ниеден обвинителен акт. Значи, со такви вулгарности и такви однесувања на јавни институции према институцијата, локалната самоуправа, најголемата општина во Македонија и на ова едина опозицијска општина, мислам дека ги надмина сите културни и цивилизацијски процедури и однесување во едно општество. Тоа е моето видување на тоа. Значи, задни 2 години имаме страшен притисок. Ни доаѓа да го инспектори, само нешто вака не прават. Вика, мама, што е работа? Значи, доведуваме до една ситуација на една општа анархија во институциите на системот. Меѓутоа, очигледно дека немаат елементи и немаат можност... Ако имате елементи, јас сум тука, немам намера нигде да бегам, за сите грешки сум спремен да одговарам пред јавноста и пред македонскиот граѓани. Да ви кажам искрено, кога беше апсењето на председателот на Основниот суд Куманово, тоа присуство на полиција, се пронесе информацијата дека може би се апси градоначалникот на Куманово. Па тоа секаде и некои мои сопартици, они покажувале дека значи само е времето, значи видите, таа состојба на определени амбиции, нереални, реални, определени фрустрации, е перзистентна во нашата јавност. И ако сум направил грешка, јас одговорноста ќе ја пребацам и ќе ставам на мене. Не викам дека сум безгрешен и дека сум нешто, можеби има некоја процедурална разлика. Меѓутоа, никога совесно, одговорно зборувам пред граѓаните на Куманово. Ние да го повикувам секој граѓанин што има доказ дека бил уценет од некоја моја служба од мене за било кое ниво, дали е вработување, дали е урбанистичка согласност, легализација. Одговорно нека дојде, нека појде, спремен сум одма да си абдицирам и да дам оставка. Еве, сега јас... Значи, јавно кажувам дека било кој да се јави со аргумент и факт дека бил уценет или му е извршено со мое знање и дозвола. Некој, можеби, од улица му правил кој знае што. Јас одговорно кажувам пред кумановската јавност. Истиот момент ќе напуштам оваа функција и ќе се предадам на органите на гонење. Еве, сега јас ќе ве прашам нешто конкретно. Да. Точно ли е дека ќе купите Ауди од 60.000 евра? Видите, ако ме прашувате за приватно ауто, имам Голф стар 9 години, 1,4 и Панда 12 години на жена ми. Се работи за службено возило? Видите, одлуката за купување на набавка на возило, не на Ауди 6 или 4, беше донесена пред 10 месеци, мислим и повеќе, новембар минатата година. Так. Скоро година дена. И ради сензибилноста на финансиската ситуација во мојата општина, јас мислев дека не е време да се набави возило. Меѓутоа, во овие период имам неколку патувања низ Балканот, на братски градови, на празници некои, и јас сум позна по тоа што до 700-800 километри идам со кола, 2 пати имам дефект со ова службено возило. И сметав, иако сметат и тие што го тоа пласират, дека треба јас на секој второ патување да оставам дефект на патот, или па да имаме подаjem некој друго ауто. Бидејќи тоа возило кое јас го користам како возило е старо 9 години нешто, со сите добри и сега веќе многу лоши страни. Така. И мислив дека тоа не го купувам за мене, тоа го купувам како основно средство на општината, дали ќе биде Passat, дали ќе биде, не знам, Audi 4, не знам, може ќе биде и Шкода. Важно беше да имам ауто кое во летните периоди ќе лади, а во зимските ќе грее, не обратно. Сакам да кажам. И тоа, одлучив, бидејќи имаше една силна фулминантна реакција од јавност, од тие квази новинари, медиуми кои сакаат да ме стават на ступ на срам, јас кажам, јас сум спремен и долам со моја кола.
Така, Јас сум спремен да идам и пешки да работам. Види, мене не ме чинил ауто како човек, јас дојдов со профил на добар статус како стручњак, човек, професионалец во својата струка и некои мали сознања за политиката. така. Така дојдов со сите добри и лоши страни во политиката. Претпоставувам дека набавката на службеното возило ќе се најде во буџетот од 2016 година. Веќе се прават ли проекциите колку ќе изнесува тој буџет и што во него ќе содржи Не знам дали ќе се најде, бидејќи немам согласност со составот на Советот. Може да би оправдани, може би неоправдани причини, меѓутоа тоа некој стане таква тема. Ќе чекам некои времиња, може би понатаму, за година, 2, 3, кога ќе имаме многу почисти простори и слобода во Република Македонија и демократија да се врати, да се дебатира дали треба возило или не треба, до кое ниво треба возило. Тоа е дебата. Така. За таа работа јас сум спремен да идам на дебата. Ако не треба да има локалната самоуправа возило, спремен сум и да одам со бицикл на работа. Да, веќе проектиран ли е буџетот за 2016 при крајот Не, на сега година? правиме ребаланс на буџетот, Така. бидејќи имаме потреба да се регулираат некои ставки во образованието кои треба да бидат дел од ребалансот. Тоа ќе биде на 3 ноември. После тоа се прави нова развојна програма која мора да биде донесена до крај на ноември, до 25. Што би ја донесе развојната програма? Имате ли Одиме веќе на дебата на буџет. имате ли некои Бидејќи основниот столб е развојната програма. така? Сите други се фиксни трошкови и тука е Да. Меѓутоа имате ли веќе некои планови, размислувања што е она што од оваа година ќе се пренесе за наредната година за да се доврши? Тука сигурно ќе биде и затворениот базен за кој што имаше ветување дека ќе биде некаде за денот на градот, меѓутоа сега се пролонгира и тоа да остане за наредната за година. денот на градот ќе биде пробно полнење на базенот. Така, меѓутоа Али за тоа не кога беше ќе на биде пуштена во техничко, види, потреба. зашто, бидејќи партерот не е решен, партерот исто така сум имал таква парче во градата. Се тоа работи кои се во ток на процедури. Мислам дека во 80-90% технички работи на базенот се во завршна фаза. Така. Тук ќе видиме поубавите приказки и потоа останува комерцијалниот центар кој ќе го оставам на дебата на граѓаните, бидејќи тука е направен спортски хотел, дали треба да биде дадено на јавното предпријатие, дали треба да го дадеме на продажба или концесија на приватно. Ако има дебата дека е тоа добро да иде во тоа, во приватно партнерство, ќе го дадем. Ако сакат граѓаните да биде јавен интерес и хотелот, Така. јас сум спремен да биде, бидејќи многу шпекулации. Штом се појави нешто шпекулации, дека хотелот е продаде, не знам на кои фирми, не Така. знам од Арабија негде, не знам од каде биле, у суштина се тоа една кујна на производи кои немајќи и други што да понудат во јавноста, прават такви шпекулации. Ја одговорно тврдам дека судбината на комерцијалниот дел кој ќе го исплати по мене најмалку 40 до 50% од инвестициите во базенот ќе бидат на дневен ред негде крај на година, почеток на идната година. Добро да споменеме, пошто времето навистина ни лета, да споменеме нешто и за соработката со Советот на општината. На последната седница вие заедно со дел од раководството, односно раководителите, ја бойкотиравте. Зошто? Прво не ви е тачна информација. Јас сум едини градоначелник во Македонија што присуствувам на сите совети. На последната седница не присуствувавте. Па, видите, ја нема врска да присуствувам на А совет. бевте тука близко некаде. Не бе бив. Имав регион. Имав совет на регион, каде донесовме одлука за формирање јавно предпријатие и управен одбор Да. на екозона. Значи, ја до сега, а може да проверите, дека Талевски убител иде на 300 станака година. Така. Ја нема испушна. Ние сме едина општина која има советнички прашања на 3 месеца. Нема друга општина во Македонија. Да. Струмица има еднаш ко 4 години советнички прашања. Сакам да истакнам Не дека сме најдемократски. Не знам дали сме недемократски, така сака ова, како се вика, деловникот, така кажува деловникот и јас така ги почитувам тие правила. Добро, на минатата седница ВМРО ДПМН поднесе предлог за применување на градскиот плоштад и на некои улици. Сметате ли дека е тоа добар предлог и со тоа ќе се реши нешто што е круцијално во градот или само ќе се создадат поголеми проблеми? Тоа не е моја надлежност. Има политички странки кои ја прават мнозинството и
опозиција, нека седнат и нека прават политички договор. Промена на име на улици е ингеренција на Советна општина. Јас можам само... Но лично вие како гледате на тоа? Јас, Ви смета ли на вас што е секој- плоштадот Нова Југославија? Мене ништо не ми смета, ако сум живеал 59 години, ништо не ми смета ни граѓанин од оваа националност, ни плоштад, ни име, ни презиме. Јас сум толерантен човек, тоа го покажав за овие 11 година како функционер, а 27 години како професионалец. Доктор во болницата во Куманово. Мене има кариера од 36-7 години или 8 стаж негде. Значи, никогаш ништо не ми сметало на однос на етничка, културолошка и таква некаква разлика не сум ја правил. Значи, само гледам да тие провокации не предизвикаат тензии. Живееме во едно тензично, турбулентно време. Време во кое имаме тешка политичка криза во Република Македонија. Криза која ќе се изроди со многу тешки разрешници. Овие избори се многу круцијални за едината Република Македонија. Во овој момент имаме на една страна борба за слобода и демократија, на друга страна имаме корумпирано, клиентелистичка, диктаторска власт, која на секој начин ќе се обиде да го сочува тоа што го имаше 10 години сега. Ова е еден процес кој Македонија мора да го изоди. Мене ми кажуваат дека во овој момент Македонија е многу контаминирана земја политички. Потребно е комплетен политички ресет на политичкиот систем. Бидејќи овака, понатамо не може. Не може овакво судство, не може овакви институции на системот и критички однос имам према локалната самоуправа и ние не сме на завидно ниво на услуга на граѓаните. Не може слобода на медиуми, не може слобода људски права, човечки права. Значи имаме узурпирано во секој сегмент на демократија. Во еден таков амбиент, прогресот на Република Македонија е само у ресетот на политичкиот систем. Затоа не следи еден бурен, турбулентен период. Токму е тоа темата на која што сакам да го завршиме нашиот разговор. Значи сега да зборуваме малку и со Зоран Дамјановски како политичар. Вие по функција сте во самиот врв на раководството на партијата. Веројатно ги следите и известени сте за она што се случува. Утре во собранието треба да се најдат предлозите за нови министри. Знаете ли за кои имиња се работи од вашата партија? Може ли да се најде меѓу нив некој кумановец со оглед со тоа дека се шпекулираше едно име? Ја не знам за кој име зборувате. Знам само дека нема да имаме министри, значи министар за внатрешни работи ќе биде прифатлив решение на 4 партии. Тоа не е партиско решение. Един министар ќе имаме на труд и социјала. И ќе имаме 4 помошника министри, кои ќе бидат со право на корекција на законите од значи ќе бидат имплементација на договорот од Пржиново во однос на изборниот процес. Значи они не може да носат развојна програма, нема да учествуваат у буџет. Значи само тамо каде се узурпира правото демократско на избор на новата власт. Така да ова е некоја преводна техничко, технолошки процес во ресетирање на системот. Јас сум убеден дека тоа ќе дојде. Бидејќи сите главни играчи на мировата сцена се огорчени од тоа што гледат во Македонија. Слушам разни прогнози. Прогнози во насока најсилни сценарии. Во однос масовни апсења, не знам ова, не знам она. Што не се сложимо со таква работа? Треба да дозволиме еден демократски процес да сите луѓе, може би у некој момент правиле добро или лошо, се кажат вистината пред суд. И да се излезе не лекс специалис, не овакви, не онакви. Мислам дека на таков начин нема да имаме демократска развршица и легитимизирана власт. Мора на изборите да се направи амбиент. Не сум оптимист дека требаше да биде април месец изборниот процес. Кога според вас ќе беше по... Па видите, прво требаше да се детронизира власта, да се ослободат медиумските простори, да се либерира судството, да се отвори можност за дебати. И во тие дебати луѓето ќе го дадат индивидуално право на тоа што мислат. Па не се само двете поларизирани странки. У многу развиени демократии има и некоја нијанса измеѓу. Сметам дека СДСМ
има историска придобивка што успеа, а пред се сакам да истакнам улогата на Зоран Заев. Не од аспект да го хиперболизирам. Немалку во живот не глорифицирам некои работи за кои е наша должност. Видите, човекот излезе многу храбар за да ги постави сите овие тези и да се дојде до оваа ситуација која беше незамислива до пред година и половина. Значи, разобличаме комплетното владавина на фамилијата и врхушката. Дојдено е до дно на моралот, на политичкиот морал во Република Македонија. Тоа е заслуга на Зоран Заев. Дали Зоран Заев ќе успее да ја постави поставата, играта, онака како треба да ја изиграме? На вистинските патики? Ја верувам дека тој е човекот што треба да овие политички моменти ги задржи конците на управување со левицата, а мојата топла препорака према него е во насока да формира граѓански фронт. Граѓански фронт, бидејќи само со такво едно групирање, во еден фронт на луѓе кои сакат демократи и слобода во Република Македонија, ќе успее да ја врати до вербата, односно ќе врати политичкиот систем на демократски принципи и ќе врати слободата. Еве како пример само ќе кажам. Да. 2001 година Коштуница и Џинџич не беа у добри односи. Коштуница беше со една многу национална компонента. Кај него мислам дека имаше многу сличен национализам како кај Милошевиќ. Меѓутоа тие се на еден фронт. Така. 5 октомври. На најголемото зло во српската историја Милошевиќ, кој успеа да ја херметизира таа држава и да ја направи од една водечка држава на балканските простори на една феудална, да не кажам, една изолирана структура, да се, значи, со ембарга, со сите премрежија на српскиот народ. Значи, тоа беше една борба на фронт кој успеа. Нешто слична ситуација се случува во Република Македонија. Мора да направиме фронт. Гледате, сега се отвара процесот во Црна Гора. Така. Значи, тоа на некој начин зборуваме сега за балканската есен. Значи, не знам што ќе биде, не сум добар прогнозер, не играм спортска прогноза. Ако за мене се причат разни легенди, анегдоти и све тоа, не играм ни спортска прогноза за ништо, не прогнозирам ништо и нема да прогнозирам. Имам патолошка желба да се вратиме на демократските принципи во државата. Зборуваме за случувањата на национално, на регионално ниво за обединување, меѓутоа што е со општинската организација на СДСМ? Со години наназад ја треси поделеност и фракционерство. Мислам дека никогаш не била поделбата толку голема како сега и дали во интерес на партијата ќе се надминат суетите и ќе се намалат апетитите на поединци за да имате успех на престојните избори? Видите, јас кога зборуваме дека не сакам прашања кои ќе ги знам и дозволено ви е све, влеговте предалеку во нешто што на некој начин е нешто што треба да остане поза затворени врати. Точно е дека во секојаш во СДСМ имало разни поделени мислења. И сега, кога би бил тука Заев на ова место, тоа е богатството на Социјалдемократскиот сојуз. Ја тоа нема да го кажам. И тоа што не мислам дека е богатство, бидејќи богатство ако имаме разни мислења по определени концепти и тука ги затвараме по некоја основа. Меѓутоа, ако тоа се прошири по улици, по кафуриња, по квази новинари, по социјални мрежи, по плюкања, по непринципиелни статуси и влегување во приватноста на определени фамилии. Тоа го надминува и партиското и човечкото. Јас само сакам да истакнам дека ги почитувам сите мои сопартици, особено членовите на партиското раководство. Почитот не значи и некоја преголема љубов и исто мислење за определени работи. Јас не сум ги противник на ниеден од тие по биолошките карактеристики, бидејќи јас сум од сите постар 20 години најмалку, од некој многу повеќе. Мојата кариера е во некој
доживела после 3 мандата еден врв, да кажеме, у политиката. Сум добил и тоа у најтешки моменти на демократијата во Република Македонија имам добиено 3 избора. Многу чисто, многу искрено. Значи, луѓето ми дадоа да верба. Ја, дали ќе останам у политика или не, тоа е исто право на гласот на народот. Народот ќе ми каже. Ако народот кажува дека го почитува Зоран Дамјановски, дали да биде во некоја фаза на политиката присутен, јас ќе се обидам со, ако ми даде Господ, што вика Трифун, капацитет ментален и биолошки, ќе бидам во служба да може да помогнам колку можем да направам со моето искуство. Многу се гајат амбиција дека јас сум мудар политичар. И меѓународната заедница ми дава такви препораки. И некоите противници од другите политички опции зборуваат, ценејќи ги мојата улога во разни конфликти состојби. И премиерот ви даде признание. Да. После меѓутоа, 9. мене најголемо признание ми е само на народ, граѓаните. Ако граѓаните сметат дека Зоран Дамјановски, значи, зато овие емисија, ова фалеше, верувајте, јас сум после 4 години први пат на дебата. Влегувам во студио. Сум бил во неколку студија национални, бев Телма, бев 24, само кога беше кризата. Јас немав шанса на граѓаните на Куманово да се обратам овака, како денеска, и ми е жал што не зрачите во цело Куманово. Ја ќе направам се да ви помогнам, како град, да ви дадам локација, ако е во моја надлежност, да ставите можни. Ова, бидејќи сега, па, ако немате кабловска, Ве молам, градоначалниче, немојте ова јавно, веднаш ќе се свати како тоа дека политички сме определени, дека даваме шанса поголема од другите, па нема друга. Види, на нас ни треба локална телевизија која ќе го критикува Зоран Дамјановски, ќе го тера Зоран Дамјановски на дебата. Ја не сум имал шанса на ниједна телевизија да дадам ни демант, ни образложение. Што е со водата, што е со џубрето, што е со улиците, што е со блокадата. Дали плацот во Зелен рид кошта 2 милиона евра, и дали судиите добро судија. До кај дојде таа работа? За тоа треба дебата. За тоа треба граѓаните да знаат кој ја прави амбиентот и среќата на граѓаните на Куманово. Не може да биде на секој излегување ќе дадат едно листче, ќе прочита Зоран ова, Зоран оно. Никој не прочита што нивен оснивач на ВМРО доби 2 милиона евра за една нива во дол во Го исплатили тој долг општината? Па, исплатили 85%, сега имаат камати кои уште 500-600 000 сигурно ќе бидат, али тука се во една голема диспропорција и ја користам ова телевизија да кажам дека имаат криминално донесена одлука за камати, нема законска затезна, треба по ескон по закон и тука се плашат да влезат да ја земат каматата и не знам како ќе биде, али се надевам со развршницата на специјалниот обвинител ќе има и дел за сите овие судски пресуди за град Куманово. Бидејќи град Куманово има не само тоа, над 3 милиони евро има судски пресуди за експроприации стари по 20, 30 и повеќе години. Пака, во јавност излезе една информација. Тоа е дебата, затоа викам на вас, на Куманово, не на Зоран. Но ја може ќе бидам губитник во овие дебати, бидејќи постојано ќе сум унакрсно ставен. Меѓутоа, граѓанинот како ќе ја купи информацијата? Не може од Фејсбук да ја купи, бидејќи таму има 100 на една страна, 500 на друга страна и така натаму. Треба дебата, треба да ја отвориме работата пред граѓаните. Тоа е нашата задача. Ја не сум имал локална телевизија дебата 4 години, кажувам. Така. Во јавност излезе информација дека постои можност вие да бидете носител на листата во втората изборна единица и да ја замените градоначалничката фотелја со пратеничка. Има ли вистина во тоа? Никој не ми е спомнал за такво нешто. Мислам дека не е вистина, тоа се некакви предпоставки. Ако Зоран Заев, ќе кажам моето мислење, што е Зоран Заев и сега ќе го повторам дека он е Гоце Делчев за демократијата во Македонија. Ме повика да му помогнем, јас сам му кажам, во имплементирање на неговите заложби. Јас ќе застанам да му помогнам. Ја имам уште негде 20 на месеца мандат. Ќе се обидам да направам се у моја надлежност, за да дојдеме до некои решенија, развршници во интерес на граѓаните на Куманово. Знам дека многу работи граѓаните ми стават на душа, а дека не сум ги завршил.
И знам дека тоа е многу тешко да ги објаснам, затоа овој краток временски интервал што ми го дадове, ви викате долг, ти дадовме, ја викам краток. Мене ми треба емисија од 2-3 сата, ако и сака да ме слуша, да дојде до ситуација да може да ги објаснам каузите за ова катаклизма што се случува во мојот град. И од таа позиција, ако бидам повикан, ја и заедно имам добра релација. Имам добра релација со сите членови на извршен одбор. Релација кога дискутираме на судбината на државата и судбината на мојата партија. Може би лични релации и не се толку важни овој момент од обсервирање од една, друга или трета страна. Меѓутоа, целосно застанувам за Социјалдемократскиот сојуз, максимално да му дадам логистичка, моја индивидуална, интелектуална подршка во борбата со најголемото зло во новата историја на Република Македонија, тоа е диктатурата на Груевски. Бидејќи постојано се жалите и кажувате дека имате обструкции од централната власт, сега кога ќе се навратите ве 20 месеци или колку, уште 20 месеци имате од третиот мандат, се покајавте ли некогаш што по трет пат влеговте во овие води? Со сериозни проблеми, немате начин да ги решите? Немате механизам да натерате да тоа тргне во некоја друга насока? Многу често моите соработници ме викаат дека задни 2 години сум многу нервозен, дека ги карам, нешто викам, некој знам да излезам од контрола на пристојно однесување во однос на вербалниот дел, да бидам и посуров. Тоа е резултат на сите овие неправди, што би рекол, на општина што е нанесено. И неможноста да се справам, да ги канализирам, бидејќи сум, кажам, од многу големи институции во една притисок континуиран. Јас дадов една изјава пред 15 минути, дека стојам на располагање, дека на секој граѓани го повикувам да со еклатантен доказ и пред вашата телевизија каже, доказ да каже дека нешто му е направено. На исти момент сум спремен да си одам. Тоа место за мене не е нешто што сум го узурпирал, не е па наследно место, не е па некаква титула која се пренаса од мене на некој друг и така натаму. Тоа место го даваат граѓаните. Да. И затоа ќе гледам да го исполнам онака како што треба до крај на мандатот. Што натаму ќе се случува? Ако осетам дека луѓето ми викаат дека е добро да останам во политиката, може би ќе размислувам. Меѓутоа нема да ми падне тешко и да дам подршка на друг човек. Спремен сум да дам на човек подршка кој има амбиции, визија и интелект. Да може, интелектот е потребен да може да ги перципира и решава проблемите. Ако нема таква можност, може да е најубавиот човек. Не сме направиле добро решение. Така да на тоа прашање што ќе да ме праше дали дали имате претходно ви реков, имате ли амбиции? Многу пати кажав дека после третиот мандат не сум убеден дека мислам дека можеби нема да одам на четврти мандат, под услов да видам дека овој момент има потреба да останам во политичкиот воз кој вози на оваа пруга, тогаш у консултација со сите релевантни чинители. И ако рейтинзите покажа дека ви имате поголема значи, зборам со сите релевантни чинители, прво од партиски, така. Второ од граѓански, бидејќи многу ми е битно и граѓанскиот концепт. И трето, реалниот сектор. Така. Добивам некои пораки, батко вика да останеш, не викам тоа, не го кажувате само ти или најдобро е да го тоа видиме дали народот го сака. Ако тоа, значи, повеќе реалноста е да треба да дојде некој друг човек. Така. Ако овој момент, тој момент кој ќе дојде, биде стрелката покажана натаму, не знам, можеби, не сум сигурен, оставам една мала варијанта да размислуваме и на тоа кога ќе дојде тогаш времето. Искрено кажувам, значи најголем процент од мислите се дека ќе се тражи солвентно решение. Некои луѓе се скептици па велат дека по колку години како е СДСМ на власт по Куманово? Па не знам. 20. Па не СДСМ биле, ЛДП, либерална партија биле. Добро, али оно самостојно до сега? СДСМ е од времето на Протич.
Да, значи по толку години бастионот на СДСМ Ќе падне. ќе падне на локалните избори и можеби токму кога несреќата на Куманово е, кога можеби на централно ниво ќе се случат некои промени во корист на СДСМ, во Куманово ќе дојде ВМРО на Па власт. СДС 2013 падна на изборите. Па остана власт. Да, меѓутоа повторно ќе Да, биде СДСМ не одлучува само. У СДСМ одлучуваат и 10.000 гласачи од други партии. Така да, верувајте, политиката е една чудна игра. Да. Значи, ако зборуваме на таа тема, СДСМ ќе биде многу појака 2016-2017, тоа сум убеден. Така да, дали ќе го земат бастионот или нема да го земат бастионот, тоа бастион за мене е непопуларен збор. Немам бастион, има само институција која знаеш да ја менеджираш или не знаеш да ја менеджираш. И на крај сакам да кажам, тоа не е само привилегија на партиска припадност. Градоначалник е нешто многу повеќе од само партиска книжка. Тука треба верба на многу структури. Не жабе татко на Еве, градот. само една спореда да ви кажам. 2008 година јас бев дистанциран од СДСМ, хибернира, не знам, ова. СДСМ излезе на избори, доби 9.000 гласа околу. 9 месеца после тоа на избори излегол Зоран Дамјановски со име и презиме. Победи 27-13. Што се случи за 9 месеца? Најголемо воство на ВМРО. Гаси е пале у цело Македонија. 2008 избор, 2009. Така. Значи, види, СДСМ е приказката на централно ниво. Градскиот изборен процес е повеќе од политиката на централно ниво. Значи, тоа е повеќе на граѓаните, на контактот, на познанствата, на личните контакти кои граѓаните успеале на персоната да ја запознаат, граѓанските здруженија и се оноа што го чини животот во една локална заедница. Значи, најпластични примери, двата ви ги кажам. 2013 ние изгубивме на пропорционално со нив. Така. За крај, сосема за крај, мислам дека ги пробивме сите термини и можеби ќе ме казнат. Меѓутоа, сакам да ве прашам за две прашања кои граѓаните ми ги кажаа попа доаѓајќи ваму. Едното е кога Гладно поле ќе добие не Гладно поле, туку Багрем Бања ќе добие мост кој го поврзува со другиот дел на градот, некаде кај Мај Маркет во нашето соседство, затоа што луѓето се морат... Не се мачите. Таму не ради Зоран Дамјановски. Таму провоѓа пруга која ќе има заштитна звучна препрека. Така. Таму не е можна конструкција на мост. Значи, тоа не е желба моја. Така. Јас сум ги ветил у некој период дека таму, меѓутоа вие знаете дека паралелно испод тоа поминува пруга, која сега 50 милиони евра се финансира од Европската Унија, Европската канцеларија и има изградба. Таму ќе има звучна изолација и заштитен појас. Таму не е можно да се направи. Може да зборуваме за алтернативно некое патно приближување, ама и таму е узурпирано исто таму кај старите Лојза. Иначе да се направи мост преку звучна ограда е нешто. Луѓето се дури Значи сега види може да не ги се свиѓа, ми ќе гласат против мене. Не. Меѓутоа тоа е вистина. Тие се подготвени дури да дојдат кај вас со иницијатива дел од средствата да ги обезбедат сами, бидејќи тоа што го даваат за такси, за ова. Ја го имам челичната конструкција, имам, не може да го наместам. Ја мостот ќе го наместам. Преводот таму не може да се. Они не може да се прекачуваат преку звучна ограда, тоа е немогуќе. Така. И последното прашање, дефинитивно последно, пренос на седниците. Дали вие како градоначалник давате поддршка или можеби поконкретно, зошто веќе 2 години е донесена одлука за пренос на седниците, таа не е се уште имплементирана? Кои се причините? Не сакате да се види? Па и 2 години е донесено одлука да се купи возило за кабинетот на Советот, градоначалникот и така натаму, па не е купено. Значи, кажам, немаме пари, затоа не купивме кола. Немаме пари, затоа не можеме да очигледно дека ова прашање ви е поболно кога се навраќате на колата, отколку на тоа на... Не, сакам многу често да ви одговорам. Значи, ако имаме фонд на пари, кои можеме да ги поддржиме преносите, сигурно ќе беа пренесени, зашто добиме некоја понуда од 1.800.000 денари. Значи, не знам какви камери да се местат, не знам што. Сега, ако добиеме понуда, која може да биде вклопена во буџетот, во однос сегментот поддршка на медиумска промоција на општината.
ние имаме негде 600.000 денари за медиумска промоција, од кои 800.000, од кои 200.000 се на етичките заедници, 600.000 се, значи зборуваме, значи мора да бидеме, пошто ние четиријазично смо подрачи, мора да ги балансираме тие, така да у тие 500-600.000 денари кои ги трошиме за медиумска подршка, значи тоа се соопштенија, известувања, честитки, пренос од некакви наши манифестации, денови на град, сега имаме денови, градови носители на порака на мир измеѓу 27 и 29, очекуваме да се тука случи. И сите овие дешавки што ги пратите, значи тоа е некаква сума која ние ја подржуваме. Ако добиеме солвентна понуда, ќе биде сигурно директен пренос на седниците, без да, меѓутоа, ако тоа финански ние не може го покриеме, бидејќи кога ќе мериме, затоа ви го поставив проблемот со колата. Јас измерив дека подобре да ги искрпам улиците, него да се возам у кола која ќе ја скршам дупки на улиците, и затоа не купивме кола, и поред тоа што 2 пати останав дефект на автопата оваа година. Значи, искрено ви кажувам, извините што направив паралела, меѓутоа, ако имаме пари, можност да со тие пари предвидени буџетски го покриеме тоа, ја одговорно тврдам дека тоа ќе го направиме. Господине Дамјановски, ви благодарам на гостувањето. Мислам дека одговоривме на голем дел од прашањата кои беа поставени, иако нешто кратко остана неодговорено, но тоа ќе го сториме во следната прилика. Јас ви кажам, значи, пријатно сум изненаден, сега да не биде, сега сте вегнали, па фалба, значи, после 4 години отвориме дебата. Сум бил на дебати на централно ниво и така натаму. Меѓутоа, сега прва дебата после 4 години за локални проблеми на локална телевизија. Не ви се чувства дека доста време не сте водиле директна емисија. Ми дадовте до знаење дека ќе бидете оштро перо на Кумарово и ќе ме следите во секој чекор за грешките. Јас сум за тоа да ги пишувате грешките, али да ви дадете шанса за теманти или евентуално да не викате на дебата. Секако. Се надевам дека ќе се гледаме многу често. Јас мислам дека интегрално ќе биде се пренесено како што треба. И јас. Почитувани гледачи, тоа беше се. Ви благодарам за вниманието.